Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно библиско проучување посветено на посланието до Филипјаните. Денес ке продолжиме таму каде што застанавме минатиот пат, кај стих 7 од глава 3. Минатиот пат размислувавме за првите 6 стихови од оваа глава, каде Павле објаснува кои беа нештата што тој ги ценеше пред да го спознае Христос. Помеѓу другото, тој пишува за добрите дела, религиозноста, потеклото и други нешта кои пред да се сретне со Христос, мислеше дека ќе му помогнат да го придобие спасението. Но кога тргна на пат кон Дамаск, тој се сретна со Господ и доживеа вистинска револуција. Ке почнеме со читање. Ако имате Библија, отворете ја кај глава 3 од посланието до Филипјаните. Слушнете што пишува во стих 7. Но тоа што беше за мене придобивка, поради Христос го сметав за загуба. Овој стих е многу добар опис на точката пресвртница која се случи во животот на Павле. Пред да се сретне со Господ Исус, тој сметаше дека неговата репутација, добрите дела и религиозноста придонесуваат за неговото спасение и се многу важни во Божите очи. Сите тие нешта за кои размислувавме предходниот пат, во очите на јавноста и општеството беа навистина важни. Но кога Павле на некој начин се соочи со Христос, тој свати дека тоа е ништожно и нема никаква вредност во споредба со верата во него. Со други зборови, преку стих 7, апостолот сака да каже дека кога се сретна со Христос, неговиот свет беше превртен наопаку и се промени. Неговите вредности веќе не беа исти, бидејќи неговите верувања се сменија. Тоа што го сметаше за придобивка, почна да го смета за загуба и обратно. Тоа е промената што Христос може да ја направи и ја прави во животот на секој кој одлучува да го следи и да му верува. Овие зборови на апостолот се многу добар опис на она кое се нарекува обраќање кон Христос. Слушнете што пишува во стих 8. Затоа, сметам дека и се друго е загуба спрема преважното спознание на Христос Исус, мојот Господ, поради кого се одреков од се, и се сметам за отпад само за да го придобијам Христос. Патем, кога зборуваме за обраќањето на Павле, не зборуваме само за некое емотивно искуство, туку за длабока посветеност на Христос, која значеше драстична промена. За жал, денес некои луѓе сметаат дека обраќањето кон Христос може да се сведе само на молење покајничка молитва или давање одреден завет пред Бог. Оние кои го сваќаат обраќањето на тој начин, може би ќе одат во црква некое време и ќе наликуваат на искрени верници, но само прашање на време е кога ќе отпаднат и ќе си продолжат по стариот пат. За разлика од тоа искуство, вистинското обраќање кон Христос е одлука заснована на вера, која вистински го менува животот на поединецот. Кога една личност ќе се сврти кон него, нејзиниот живот не само што е насочен на патот кон вечноста, туку и се одликува со светост. Затоа Павле вели дека откако го спозна Христос, се останато во животот го засмета како загуба во споредба со неговиот Господ и Спасител. Тој како да вели, изгубив многу нешта во животот. Порано имав еден сет на вредности, но сега тие нешта ги сметам за ништожни во споредба со Христос. Порано, за мене тие нешта беа богатство, а сега се како отпад. Ова е навистина силна изјава од страна на Павле. Тој дори вели и дека неговите религиозни убедувања се ништо во споредба со познавањето и општењето со живиот Бог. Оваа изјава е знак на вистински духовен препород. Продолжуваме со читање на текстот. Забележете што вели апостолот понатаму. И да се најдам во него, не со својата праведност стекната од законот, туку со придобивката преку верата во Христос, односно со праведноста од Бога преку верата. Ова бил еден од омилените стихови на познатиот Џон Бањан, кој еден ден шетал низ житното поле и се чудел како грешник како него може да стои пред Бог и да општи со него. Опишувајќи го тоа искуство, тој рекол: кога дојдов кај Христос, не само што сватив дека сум грешен, туку и дека сум грешен од главата до петиците.
Кога дојдов кај него, сватив дека јас немам ништо, а тој има се што ми треба. Овие зборови му се јавиле во неговите мисли откако размислувал за стихот што го прочитавме. Како што Павле јасно кажува во овој стих, пред да се сретне со Христос, тој мислеше дека е оправдан пред Бог врз основа на неговите добри дела, односно со пазењето на законот. Но добрите дела немаат сила да не оправдаат пред Бог, бидејќи не се надокнада за лошите. Се додека не научиме да ги гледаме нашите добри дела како ништожни, нема да го добиеме Божјото спасение. Тоа е принципот кој ни е даден во Библијата. Например, јас можам да се фалам со фактот што во животот имам проповедано стотици проповеди, а ја имам и оваа програма во која редовно ја поучувам Библијата. Но знам дека сите мои добри дела се ништожни пред Бог. Во Исаија 64:6 Бог вели: сите ние станавме како нечист човек и секоја наша правда како извалкана облека. Од моментот кога го сретна Христос, Павле се откажа од неговата лична праведност, која произлегува од почитувањето на законот. Кога доаѓате кај Христос, мора да признаете дека сте во духовен и морален банкрот. Немате што да му понудите како откуп на вашите гревови и за вашето спасение. Некој рекол дека Бог дава таму каде што наоѓа празни раце. Ако дојдете кај него со полни раце, односно, ако сметате дека сте добра личност, тогаш не сте подготвени да се сретнете со Христос. Но тоа не е се. Апостолот Павле продолжува со пишување и објаснува кои се неговите желби. Ова што го пишува треба да биде опис на секој искрен христијанин. Забележете што вели во стих 9. И да се најдам во него, не со својата праведност стекната од законот, туку со придобивката преку верата во Христос, односно со праведноста од Бога преку верата. Како се добива праведноста од Бог? Само преку вера. Ова е многу важно да го запомните. Не можете да ја заслужите, да ја купите или пак да ја украдете праведноста. Се што треба да направите е да поверувате во Христос и ќе бидете оправдани. Немојте да мислите дека праведноста се добива така што ќе бидете добри личности и ќе го почитувате Божјиот закон. Апостолот Павле се обиде да живее на тој начин и свати дека е невозможно да се стекне праведноста. Токму затоа, Бог го прати неговиот син Исус Христос, за да умре на крстот и да ја плати казната за нашите гревови. Ако ја прифатите неговата жртва како замена за вашата, вие ќе бидете оправдани. Тој продолжува и во следниот стих пишува за тоа кои се неговите желби за воиднината. Неговата главна цел не беше да излезе од затвор или да стане уште попознат проповедник и апостол, туку што повеќе да го спознае Христос, до таа мера што беше подготвен да го спознае и преку страдањата. Ова е навистина неверојатно. Ќе ги прочитам стиховите 10 и 11. За да го познаам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со Неговата, та некако да го достигнам воскресението на мртвите. Некои луѓе мислат дека само зашто спасението се добива преку вера, нема потреба да се прават добри дела. А и самата идеја за спасението по вера ги демотивира луѓето да растат во светоста. Низ годините многу луѓе ми рекле, ако спасението се добива преку вера, нам ни останува да веруваме и да седиме со скрстени раце. Но Евангелието не повикува кон тоа. Спасоносната вера неминовно ќе води кон соодветни дела. Ако тврдите дека сте спасени преку вера, моето прашање за вас е: какви се вашите дела? Ако не се добри и христолики, тогаш не сте спасени. Токму тоа е она кое Павле го вели во овие стихови, дека верата во Христос во него произведе желба за поинаков живот, живот кој е во согласност со Божјата волја. Верата во Христос подразбира нови вредности, нов светоглед, нови стремежи и желби во животот. Ако велите дека сте поверувале во Христос, а вашите дела моментално се исти како и пред да поверувате, тогаш вие немате спасоносна вера. Вие сте истата личност како и претходно и во вас нема промена која доаѓа од Бог. Секој кој поверувал во Христос и искрено го следи, ќе доживее вистинска промена
И во таа личност ќе се јави желба за служба на Бог во контекст на локалната црковна заедница. Јас навистина не можам да ги разберам оние луѓе кои исповедаат вера во Бог, а седат со скрстени раце и не му служат со своите дарови и таленти. Некои од нив велат: не знам како да служам во контекст на црквата. Не знам кои се моите дарови и како можам да придонесам. Сакате да му служите на Бог? Еве ви една идеја. Споделете ја оваа програма со луѓето кои ги познавате и охрабрете ги да ја слушаат. Бог ми ја дал привилегијата да го поучувам писмото, а вие ја имате можноста да го споделите тоа што го зборувам. Бидете мој партнер и помогнете ми да досегнеме што повеќе луѓе со радосната вест за спасението, кое му е достапно на секој човек преку вера во Господ Исус Христос. Патем, забележете уште нешто од стихот што го прочитав пред малку. Павле беше човек кој гореше од желба да го спознае Христос уште повеќе и подлабоко. За разлика од него, денес има христијани кои мислат дека знаат доволно само зашто имаат долг стаж во црквата. Павле не беше таков. Тој вели: мојот стремеж е да го спознавам Христос и силата на неговото воскресение. Се надевам дека поттикнати од апостолот Павле и ние ќе копнееме по Христос. На таков начин, да го спознаеме не само преку благословите кои секојдневно ги добиваме од него, туку како што вели Павле и преку страдањата. Може би не ви се верува, но токму преку страдањата имаме одлична прилика да го спознаеме Христос и да растеме во верата во него. Знам дека сите ние сакаме во животот да ни се случуваат само добри работи, но треба да бидеме отворени за Бог, тој да действува во нас и преку страдањата со кои се соочуваме, какви и да се тие. Подготвени ли сте денес заедно со Павле да изјавите дека сакате да го спознаете Христос преку неговите страдања? Доколку се наоѓате во период од животот во кој имате одредени страдања, било тоа да се физички, емотивни, духовни и слично, сакам да ве охрабрам да му се помолите на Бог и не само да побарате страдањата да престанат, туку, додека да престанат, да ви даде можност да го спознаете на подлабок начин, токму преку болката. Можете да бидете сигурни дека Бог ќе ја слушне вашата молитва и навистина ќе ви се открие во и преку болката што ја чувствувате. Во стих 11, Павле вели: та некако да го достигнам воскресението на мртвите. Тоа не значи дека апостолот не беше сигурен во неговото спасение и воскресение, туку дека со нетрпение го очекуваше истото. Сите луѓе ќе воскреснат еден ден, но оние кои се во Христос ќе воскреснат за спасение, а оние кои не му верувале и не го следеле ќе воскреснат за суд. Во овој дел од посланието, Павле изјавува дека не само што ужива во спасението кое го добил од Христос, туку дека сака на било кој начин да се присоедини со него, да го спознае подобро и да му верува подлабоко. Забележете што пишува во стих 12. Велам така не затоа што веќе достигнав или дека веќе постигнав совршенство, туку се стремам да го достигнам она со кое Христос ме достигна мене. Тој признава дека не достигнал совршенство, но и свесен е дека не ни може да го достигне совршенството додека е тука на земјата. Само Бог е совршен, а ние луѓето треба да бидеме свесни дека Бог од нас не бара да бидеме совршени, туку да му бидеме верни. Стих 13. Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам код она што е пред мене. Павле научи многу важна животна лекција. Тој го остави минатото зад себе и не дозволи гревовите и грешките од минатото да го хендикепираат во сегашноста. Тој живееше во сегашноста, а неговите очи беа вперени кон иднината. Многу понизно признава дека не го достигнал совршенството, но барем во моментот го заборава тоа што е зад него, односно само праведноста, прогонството на христијаните, религиозноста и сите други дела од неговото минато, било да се доблесни или зли, и сега гледа напред кон Христос. Во овој стих апостолот всушност се споредува себе си со атлетичар кој трча за да добие награда. За разлика од атлетичарите кои се трудат за материјални награди и признанија чија вредност е минлива, Павле се трудеше за да ја добие најголемата награда која еден човек може да ја има. Наградата чија важност и вредност никогаш не минува
а тоа е самиот Христос. Пред да ја завршам денешната епизода, сакам да ви поставам едно многу важно прашање. Што е тоа кон што се стремите во животот? Размислете добро за ова прашање. Даден ни е одговорот на апостолот Павле. Тој се стремеше кон Христос. Но што е со вас? Постојат многу луѓе кои се нарекуваат христијани и земаат учество во некои религиозни обреди во контекст на црквата, а сепак нивните стремежи се насочени кон овој свет, кон парите, богатството, славата, имотот и слично. Сите тие нешта се минливи и во колкава мера и да ги имате, еден ден ќе морате да се одделите од нив. Но ако Христос е вашиот стремеж, вие ќе имате нешто кое никој не може да ви го одземе. И награда, чија вредност никогаш не се намалува. Тука ќе го завршиме денешното проучување и ќе продолжиме следниот пат. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.